Ви благодарам на прашањето. Веројатно сте во тек дека веќе години поводиме интензивна национална кампања која што ја водевме заедно со Министерство за здравство, со видеоматеријали, со гостувања во емисии, објаснувања, но и непосредно со средби со граѓаните. Ова е 8 трибина во која што одиме на непосредни средби со граѓаните, каде што објаснуваме, одговараме на прашања, така да во однос на прашањето дали имаме поместување во однос на свеста, јас можам да кажам дека барем кога ќе седнеме да разговараме со семејствата, ние веќе знаат за што се работи. Ние изминатиот викенд имавме починен донор, имавме трансплантација кадаверична, постојано сме активни, така да во Кого спасивте? Кого спасивте со таа операција? Не смееме да кажуваме имиња и Не, маж, жена, граѓанин е сепак тоа, да, така? Значи Спасен е еден живот. Два живота. Да. Значи не идентитети не смеам да се откријат, меѓутоа знаете дека се направени трансплантации, благодарение на согласност која што ја добивме минатиот викенд, екипите на хирургија беа во погон и работевме. Така да секако дека овие напори имаат ефект, но она што вистински го очекуваме е долгорочен ефект. Дали тоа ќе го возможи што туку донесениот закон, каква е комуникацијата со државата, со луѓето кои што се најмеродавни, нели, за да помогнат токму во овој дел преку законската регулатива? Токму така, баш заради анализата која што ја направија Министерството за здравство, координаторите и експертите, се дојде до заклучок дека треба да дојдат и до законски измени, а ефектите на законските измени ќе ги видиме од октомври натака кога ќе стапат во сила, да, штом се објават подзаконските акти во Службен весник. Инаку законот е донесен.